сте, поднесовме 772 амандмани и со тоа законот е ефективно блокиран. Сите членови во кои што тие вршеле измени се проблематични. Тука да го спомнам и тој делот со ограничување, со масовно ограничување во воведување кривично дело со Facebook спонзорирање, кој што ние се сомневаме, тоа сигурни сме дека е директен таргет на нас, така да ние не отстапуваме, нема измени, едноставно и по препораките на ОПСИ ОИДХР едноставно нема време за да се носат вакви измени 2 месеци пред избори, така да нема компромис, не отстапуваме. Значи, ние го блокиравме законот принципиелно, не знаевме какви измени има, без разлика што идев на тие работни состаноци, очигледно дека се имаше задни намери. Значи, и тие делови се спорни секако и баш заради тие делови блокиравме, а ова со Фејсбукот излезе после, така да, во секој случај. И 2% праг за собирање потписи е проблем, и отворени листи со 3% праг, се тоа. Ништо не е договорено како што треба, ништо не е договорено време, ништо не е договорено со консензус, така да ништо нема да помине. Според вас се очекувате другите помалите партии во владеачката коалиција да се откажат од амандманите и да... Ја, како што знам, се вкупно имат околу 10 амандмани, дури и да нема воопшто амандмани, они имат право да земат збор. Не гледам, за жал, некоја расположено со нив да се конфронтират, така да очигледно останува само на нас. Да, ние сме единствената опозиција во собрание во момент.